ние функционираме и на гајба. И многу добро функционираме. Работата ни врви, плано ни успева од една причина. Од срце ги работиме работите. Народот знае да препознае кога нема илје, кога се работи работата со душа и кога стварно се посакуваат вистинските работи за сопствениот град, за сопствениот народ. Арно ама, може би вечерва требаше да почнам и да му се извинам на почитуваните од Кам Маркет. Овај митинг во вашата населба требаше да биде од другата страна. Ама немаме шанса. Овие некадарниве зеле излепиле плакати од десетици илјади евра. Сака цел град да го поплава со некаков пропаганден рекламен материјал. Ве молам, немојте уа. За 10 дена има избори. Казна! Најголема казна на му се даде. Мисла дека со рекламен материјал може уште еднаш да ги излажа Прилепчани. Заврши приказната. Прилеп е свесен дека и со милиони евра наши народни пари со која вода ова кампања не може да не излажа. Прилеп и Прилепчани се свесни дека главна карактеристика на овие нечестници е луксузо, дарсазлуко и самобендисаноста. Баш заради тоа, за 10 дена ќе бида казнети. Ама да ги оставени. Тие не заслужува за нив повеќе да се прави муавет. Почитување, од срце ви се заблагодарувам за поддршката и за настанот кој сите заедно го направивме во саботата. Промоцијата на нашата советничка листа и на нашата програма беше нешто кој мене во животот ретко ми се случило. Онаква позитивна енергија на едно место, онаква енергија која вие ја создадевте, имам почувствувано многу малку во животот. И за тоа сум ви неизмерно благодарен. Ама сакам да спомнам делови од програмата. И на самата промоција вие забележавте дека во програмата зборуваме и за здравство, и за култура, и за млади, и за спорт, и за социјала, и за сите и други ингеренции под локалната самоуправа. Ама едно нешто се провлекува низ целата програма и едно нешто е исто за целата програма. Тоа се новите работни места. И кога зборуваме и за култура, и за спорт, и за млади, и за социјала, секаде и за возрастните, секаде размислуваме и го бараме решението преку подобар стандард, развој на економијата и нови работни места. Тоа е вистинското решение кое го нудиме за Прилеп. Морам да ви ги спомнам социјалните решенија кои ги нудиме за социјалните случаи. Станува збор за школството. Во Прилеп, учениците на почеток на школската година од социјално ранливите категории ќе добиваат по 50 евра за задоволување на сите потреби кои секое семејство го има како товар во септември. Имам деца ученици. Моите деца, двајца од тројцата синови се ученици. Не знаете колку тешко ми паѓа ако ќе ми кажа: абе тато, Кире нема да дојде на екскурзија, ќе оди во Скопје кај теткам. Ви гарантирам дека не постои такво дете кое што би пошло на било какви гости за да ја пропушти екскурзијата. Многу добро знаеме сите која е причината, ама дечината не сака да си призна. Не сака пред другарчината да призна за финансиските проблеми во нивното семејство. Баш заради тоа, после изборите, за сите дечина ќе има бесплатна ужинка и бесплатна екскурзија. Се изнагледавме реклами за белата куга во Македонија, за минималниот прираст или за негативниот прираст. И видовме само реклами.
ни работни места, ни решенија за луѓето. Свесни сте, имате соседи, комши, пријатели, роднини, кај што младите не се охрабрува да стапат во брак од страв како ќе живеат со својот сопруг или брачен друг. Баш заради тоа, да ги иницираме сите тие работи покрај отворањето на работни места. После изборите, едно од решенијата е дека за секој новосклучен брак во Прилеп ќе се добиваат 100 евра. За секое новородено дете во Прилеп ќе се добиваат 100 евра. И за Арно, и за Убо. Ало да му се парите на луѓето. За трето имате, нема ја. За четврто нема ја. Така е. Почитувани, сепак, главниот концепт на нашата програма е развојот на економијата и новите работни места. Предвидени се 2 нови економски зони, ама не само на хартија. Ги имаме изготвено целата планска документација за зоните во Бегова ливада и Старо Лагово. Спремни ни се плановите, спремна ни е финансиската конструкција. Со особено чест и задоволство можам да ви кажам и да ја поздравам вечерва присутната Шекеринска. Иако за некого во Македонија можеме да кажеме дека е близок, дека е стручњак, дека ги знае во вистинска смисла на зборот патиштата како да се стигне до европските пари, тоа е таа. Радмила, ти најавуваме дека неа цел Прилеп сметаме на твојата поддршка и на сето она кое може да ни го пружи. Би сакал да завршам. Вчера понудив диалог, понудив дебата, понудив соочување со мојот политички соперник. Не спомнувајте име, ве молам. Добив одговор од еден кој не знам дали е пратеник, или е портпарол, или адвокат на моменталниот кандидат. Добив одговор дека секојдневно сме се соочувале на терен во кампањата. Едноставно е мојот одговор. Да, ама тие со наши народни, државни, општински пари, а ние со народот, со вас, со љубовта и енергијата која имаме неизмерно. Тие некадарните се обидоја дури да ни чепнат и во саботата во промоцијата. Имало во универзална 1000 души. Бре, мајка! Јас таму бев, там кукуве. Е, тука е основната разлика меѓу нив и нас. Додека ние и за нас метрото е метро и мериме со метро, за нив властикот е метро. Затоа државава е овде кај шо е. Да сте живи и здрави, зашто е време за победа, време, примерно гласа за Сојузот за иднината.